Тешко повреденото семејство во вчерашната сообраќајка кај штипското село Лакавица е во стабилна, но се уште сериозна здравствена состојба. Таткото и 19-годишната керка се со краварење во мозокот и тие се сместени на неврохирургија, додека мајката е на ортопедија. Стабилна е состојбата и на возачот на камионот, кој исто така е задржан во штипската болница. Сите четворица завршија таму, откако вчера возилото во кое се превезувало семејството од Радовишко Ињево се судрило со камион во самото село. Наеднешка само чуме малку од кочници и одма удар, ама таков удар јак што до сега не сум чул. Гледам колата, не ја видов доле ниското. И комшијата Блаже си вика, со детенцето го земаат по задното седиште, за да го префрламе до болница да отиде. И земаме да го ослободиме возачо. Арноман тоа набиено, нема, ја дојдов од дома, зема штранга железна да отвориме вратата да го ослободиме. Така да отвориме вратата и брка едно младо десната нога, дека не е притиснана. Левата беше притиснана, ма со потискање на железото ослободи се ногата. И така освести се оно малку. Водичка за мие го сето беше со стакло на лицето. Јас ојде до камионот. Шоферот негде беше 45 до 50 години, вреден човек. Вика има нешто. А брат ми не може од колата скоро однесе од Радовиш со хебли, помогла на човеците, додека јас кај камионот дојдеа брза помош 2 коли, шоферот го земаа. За спасување на повредените интервенирале и пожарникарите. По дојавата од МВР дека има сообраќајна несреќа на теренот во аторот на Лакавица, една наша екипа со 4 пожарникари и едно противпожарно возило излезе на терен. Таму е работено на сообраќајната несреќа каде што камион се судрил со патнишко возило, се излечени двајца повредени кои потоцна се упатени во клиничкиот центар. Ова е местото каде што синоќа се случи тешката сообраќајна несреќа, во која 4 лица беа тешко повредени и итно беа пренесени во клиничката болница во Штип. Инаку, на ова место дозволената брзина на возење е 40 км на час. Од силината на ударот, возилото било исфрлено на патот во блиската нива. Нивото е моја, знае он. Тутуни има семи таму, кромбити има, нема што добро, кромбити да земам ако турно закачено, секи да... То не е битно, ме не бе жал, некаде и половин дека или кромбито не е битно. Криво ми дали што било со девојство, било слушамо да има. Дали е повредено многу, дека битно. Син синам ке работи туку вишите, викам тутуно, ке има и проблем со кромбито. Тата вика некоде и тутун вика и се вика, дето нека. Полицискиот увид доправа ќе ги утврдува причините за несреќата. Според правичните информации, на возачот на возилото му откажал менувачот, пошто тој изгубил контрола. Дали е така или во прашање можеби нешто друго, ќе покажат резултатите од вештачењето.